Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Наша задача е да се осигураме дека вештачката интелигенција како силна предност за човештвото ќе биде водена со одговорност врз база на демократските принципи, рече министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во своето обраќање пред Советот за безбедност, кој во рамки на 80-тото Генерално собрание на Обединетите нации се одржа на тема посветена на вештачката интелигенција. Пред присутните, министерот Муцунски потенцираше дека предностите кои ги носат новата технологија треба да ги искористиме за да ги затврстиме мирот и стабилноста. Artificial intelligence is not just another tool. It is already reshaping our economies, our democracies, our daily lives. With AI, the stakes could not be higher. The opportunities are enormous, but so are the risks. History reminds us that every great technological change, whether the printing press, the Industrial Revolution, or the Internet, was once feared. Yet time and again, humanity has emerged stronger. The question before us is whether we will let fear divide us, or whether we will have the wisdom to shape AI so it serves us all. I speak as part of a younger generation in politics, one that does not see AI as a threat to be resisted, but as a catalyst to be harnessed. Our task is to ensure that this powerful advancement is guided by human responsibility, grounded in democratic values, and used to strengthen, not weaken, peace and security. Синеќ е подметнат пожар во депонијата близу Рачиново покрај стариот пат кон Куманово. Оваа депонија има ограда и влезна врата. Скопските пожарникари ја затекнале вратата од депонијата отворена. Во депонијата имало фрлено поголема количина напакуван сончоглед кој горел со силен пламен, но и други горливи производи. Најверојатно намерно запалениот сончоглед предизвикало пожарување на дел од депонијата. Поради насоката на стурењето на воздухот, смрдеата од пожарот од оваа депонија најверојатно се чувствували во делови од Скопје. Обемот на зафатената површина е голем, што го компликувало гасењето на пожарот. Се прават проценки и неопходноста од затрупување на оваа депонија која е во надлежност на општина Арачиново. Лидерот на СДСМ Венко Филипче представи предлог резолуцијата за македонските црвени линии со која смета дека може да се откочи евроинтегративниот процес. Во неа го нема најавеното повлекување од преговорачкиот процес во случај на ново вето, ниту пак решение во случај на вето. А откако бугарите би станале дел од преамбулата на Уставот. Преку 10 точки и времена рамка за спроведување на уставните измени најдоцна до 10 февруари следната година, опозицијскиот лидер Венко Филипче ја представи резолуцијата со црвените линии за македонските интеграции. Јазикот, идентитетот, историјата и културните особености се црвените линии за кои не се преговара, стои во текстот. Според временската рамка, владата и премиерот добија рук најдоцна до 25 ноември да ги разгледаат сите амандмани од 2023 за внесување на бугарската и другите етнички заедници во Уставот и да се изјасна дали остануваат на истиот текст или се предлага нов. Рок доби и собранието до средината на декември да ја започне постапката за уставни измени, а најдоцна до 10 февруари да се случи и гласањето за менување на Уставот. Истиот ден да се извести Европската Унија дека завршена е врската за деблокада на процесот, а со тоа му поставува роки на Брисел до 15 февруари да се одржи меѓувладина конференција и да биде отворен првиот кластер темелни вредности. Дека владата на Република Северна Македонија и сите државни институции доследно се придржуваат кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со Европската Унија. И ова се нашите црвени линии. И сметам дека треба да бидат црвените линии на целата нација. Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка со ЕУ, вклучувајќи ги и уставните измени, со јасна определба дека е тоа последна пречка без прифаќање на нови барања или прашања од билатерален идентитетски
карактер. Сите билатерални прашања со Бугарија ќе се решаваат во билатерални разговори и инструменти воспоставени меѓу двете држави на еднаква основа, без да се создаваат нови блокади на преговарачкиот процес. Наместо напуштање на преговорите доколку Бугарија постави ново вето како што побара пред еден месец, Филипче сега вели дека подобро решение е преку заедничко писмо на државниот врв да се известат европските институции дека е потребно безусловно почитување на јазикот, идентитетот и историјата како елементи за кои не се преговара. Ако сега седиме и се плашиме дека нешто можеби ќе се случи во иднина, гледаме дека ништо не се случува. Мислам дека ова подобра формулација, иако во некои од претходните резолуции има една таква формулација внесено, и сметам дека никој не може да се бори со нас на ова поле, ниту некој да интервенира во било кој од идентитетските одредници, јазични, културни, историски, ако ние сме обединети тука. Според СДСМ, резолуцијата е потврдена врз основа на сите досегашни стратешки документи, договори, иницијативи на собранието и владата. Предлог резолуцијата ќе биде испорачена до сите партии за нивни предлози. Филипче повика на национален консензус за државните позиции по преговорите со Брисел. Повика да не биде злоупотребена за изборни цели. Ивана Соколовиќ најдела, Сител телевизија. Предлог резолуцијата на СДСМ синоќ ја коментираше премиерот, кому прво во очи му падна неточните факти и лаги. Мицковски најави нова резолуција од неговата партија по локалните избори која ќе ги штити македонските национални интереси. Се обидува да се негира еден историски факт и да се каже дека македонскиот јазик бил официјален јазик во Обединетите нации од 2019 година. Тоа е една монструозна лага, посебно во годината кога славиме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик и неговото примање во Обединетите нации како официјален јазик на тогашната Југословенска федерација заедно со српско-хрватскиот и словенечкиот јазик. Истовремено има неколку други фалсификати, а тоа е дека во 2005 година Северна Македонија не доби датум за почнување на преговори, туку доби Република Македонија. И ние како ВМРО-ДПМН, како одговорна државотворна партија, ќе направиме една вистинска резолуција, како подлога ќе ја искористиме оваа резолуција и преку собраниските комисии после завршувањето на локалните избори ќе формираме така наречена македонска резолуција, која што ќе има за цел да ги штити македонските национални интереси, нешто што за жал за СДСМ видовме во минатото дека не постои, а мене ми е жал што и овој претседател на СДСМ, како и неговите двајца претходници, продолжува по таа патека. Радарот на Скопскиот аеродром од вчера повторно е функционален. Директорот на МН вели дека изминатите 3 дена стручните служби денонок не работеле радарот да биде ставен во функција. Проблемот е стар 30 години и е решен во рекордно време, вели министерот за транспорт Николовски, и прашува зошто се користи радар стар 3 децении за кој веќе не се произведуваат ниту пак делови, додека новиот радар скапува во депото на Скопскиот аеродром. Вчера во 16:40 часот стручниот тим на МНАФ успешно го отстрани дефектот и ја врати радарската глава во функција. Значи тоа се случи вчера. Меѓутоа, истата до денес 25.9.2025 до 12 часот подлежеше на низа тестови кои што се стандард при вклучување на таков уред во самиот систем за контролирање на воздушниот сообраќај. За временскиот период, додека радарската глава Бањски рид беше нефункционална, апсолутно во ниту еден момент безбедноста на воздушниот сообраќај не беше доведена во опасност. Зошто тој радар е стар 27 години? За истиот престанале да се произведуваат делови пред 7 години, односно на 20-та година од инсталирањето на радар, веќе не се произведуваат резервни делови и навистина е нарапна чудо како успеавме да најдеме резервни делови. И во исто време да прашам зошто претходната влада на СДСМ не го инсталираше, не го монтираше целосно новиот радар кој што е пристигнат во Скопје од компанијата Леонардо и стои немонтиран. И еве да најавам дека на следната седница на влада, во вторник, ние ќе донесеме одлука со која што ќе пристапиме кон монтирање на радар. Лекарите од клиниката за пулмологија кои го вршат скринингот забележале дека кај некои пациенти има отежнато дишење, стегање и свирежи во градите. Скринингот на населението во Трубарево се спроведуваше 2 дена на 2 пункта од страна на тимови на пулмологија.
Значи тоа се пациенти кои што претходно имаат хронична респираторна болест, како астма или хроничната обструктивна белодробна болест. Дел од нив се и пушачи и не ги земале редовно претходно препишаните лекови, така да нив ги упативме итно на клиниката за пулмологија да се јават и да се направат тие понатамошни диагностички процедури за да се процени нивната состојба и евентуално да се ревидира нивната терапија. Поголемиот дел од пациентите, освен печење на носот, печење на очите, печење во грлото, помалку стегање во градите, значи тоа се оние симптоми со кои што најчесто ќе се пожелат откако се случи пожарот за електронски отпад овде во Трубарево, така да тие поминуваат со едни општи препораки. Дел од пациентите кои што имаат веќе хронична болест, а немаат некоја позначителна тегуба, не им е влошена основната болест, за нив е препораката да се јават на редовна контрола кај матичен лекар и евентуално да се јават на пулмолог заради нивната основна болест која што за среќа во моментот сега нема никакво влошување. Вестите завршија, следното издание во 9 часот. Пријатно.